Добро вечер. Вторник, 11 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар и мембарси, ја користите опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов. Планиравме и ви ветевме дека ќе биде анализа за гувернерот, кандидати, политички процеси, кланови, битка на процесите, битка на тие мокни групации околу изборот на нов гувернер, бидејќи тоа е клучно на политичката, на бизнис сцената, на разврската која ќе се случува наредниот период во Република Македонија. Меѓутоа се случува Александар Нацев, тајниот сопственик на агенцијата Рубикон, случувањата во Кочани, тоа нели поместува се. Вие може за гувернерот да направите и по 10 дена и по 15 дена и тоа повторно да биде интересна вонредна политичка анализа, меѓутоа ако сега не биде истратиран случајот со Александар Нацев, нема кога да го направите, бидејќи сега е фришко што се вели, сега е во центарот, сега е топло и мора тоа да биде искоментирано. Ние тоа почнавме да го коментираме во интервјуто со Оливер Андонов. И кога ги враќате сите интервјуа со Оливер Андонов, со Зоран Ефремов или било кој интервју од таков еден формат, тогаш во тие интервјуа надвор од оние нели бомбастични најави, бомбастични приказни се кријат многу суптилни пораки, многу суптилни приказни кои секоја се пласираат до вас како гледачи на емисијата во Центар и сега треба отпосле да ги погледнете тие интервјуа. Кога ќе погледнете отпосле тие интервјуа, например делот кај што Оливер Андонов кажува како тој е во наводници екзекутиран, пуштен низ вода од најблиското окружување на Христијан Мицковски, таму меѓу другите беше спомнат Александар Нацев. Значи тоа е суштината на процесите. Ке се обидиме нели ако имаме време да направиме мини анализа за изборот на гувернера, ако не тоа ќе направиме наредниот или понаредниот вторник. Што е суштината? Името на емисијата или насловот на емисијата ќе биде Рубикон на Христијан Мицковски. Тоа не значи дека ова се што кажуваме ќе го намали рейтингот на Христијан Мицковски, но тоа значи дека сериозно ќе почне да биде трошен Христијан Мицковски овие 10-11 месеци како е тој власт, односно близо веќе една година како е власт во Република Македонија. Не му се намалува рейтингот, но почнува да се троши. Знаете, тоа е како држење диета. Вие држите диета и таа во наводници не дава резултати. Вагата ви покажува на иста тежина, но во одреден момент одеднаш почна да се намалува или почна да се зголемува тежината во зависност од дали држите правилна или вистинска диета. Нешто слично ќе се случи и со ВМРО-ДПМН, нешто слично ќе се случи и со Христијан Мицковски. Тоа не значи дека ќе биде девастиран на локални избори. Напротив, убедливо ќе победи на локалните избори, но процесот на неговото трошење е започнат и никој не може да го спречи тој процес. Ни една, ни две, ни 5 милиарди фунти кредит од Велика Британија не може да го спречат тој процес, ниту половина или 1 милиарда евра или долари кредит од Виктор Орбан. Гледате, по секоја цена ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски сака да се измахнат, да се излечат надвор од случувањата за Кочани. Бидејќи кај тој тип на политички партии, кога вие нешто се извинувате, кога вие нешто признавате, подите таму, ќе запалите свеќа, ќе им заразите сочувство на роднините, на родителите, на блиските на тие кои загина, повеќе од 60 жртви во дискотеката Пулс во Кочани, кај таков тип на политички партии, покажувањето сочувство е многу блиско до покажување или манифестирање слабост. Тие може да направат се, но не сме да манифестираат слабост, бидејќи кога ќе манифестираат слабост, тогаш им се руши целата таа пирамида на мок, на влијание, па ако сакате и на уцени внатре во самата партија, бидејќи таков лидерски формат на партии, таков тип на партии како ВМРО-ДПМН функционират во најголем дел на таков тип на уцени. И колку тој повеќе се убедуваше да се измакне надвор од Кочани, гледате како бумеранг Кочани сега му се враќа назад во лицето на Христијан Мицковски. Што е структурата? Ви имате 2021 година, која е клучна година во разврската во Република Македонија. Зоран Заев се заминуваат политичката сцена, трајно или превремено. Димитар Ковачевски доаѓа на чело на владата, Димитар Ковачевски доаѓа на чело на СДСМ, неславно поминува на ланските парламентарни, ланските претседателски избори, и имате ВМРО-ДПМН. Ако Мицковски ги изгубеше локалните избори 2021 година, тоа ќе беше крај, ќе беше фалименто на неговата позиција лидер на ВМРО-ДПМН или лидер на тогашна македонска опозиција. Од тие соображенија или од тие причини, целата партиска артилерија или најмокната партиска артилерија со источок на 1, 2 или 3 играчи, Христијан Мицковски ги употреби, да не речам ги злоупотреби во локалните избори 2021 година. Ако ги изгубеше тие избори, ќе беше крај за Мицковски. За да не биде крај на Мицковски, тој мораше да има добар резултат на локалните избори 2021 година. И ние сега полека влегуваме во една абсурдна ситуација, тој да има многу помокна екипа, кадровски потенцијал,
на локално ниво или во локална власт, отколку што има во централна власт. Со исклучок на 1, 2 или 3 луѓе околу Христан Мицкоски, тој нема екипа која може да парира на локалната екипа на ВМРО ДПМН. Така што сега им се затвора кругот. Тие луѓе тој не може да ги донесе во централната власт, бидејќи ќе треба да направи преголемо разместување на политичката конфедерација, политичката мок внатре во структурите на ВМРО ДПМН. Од друга страна имате едно мокно безбедносно милје, безбедносно лоби, кое не е застапено во власта. Завиша филм групација, одредени сателити околу таа така наречена Завиша филм групација. Овој Александар Нацев не е дел на Завиша филм групацијата, но е многу близок е во дел на таа гравитација на Завиша филм групација, која ја носат власта 2024 година на Христан Мицкоски, кои се клучен зачин во доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН, но не добиват одредена функционална или функционерска застапеност во структурите на власта на ВМРО ДПМН. Значи се на некој начин маргинализирани, се уште мокни, може да влијат, може да му прават одредени спинови, може да му прават одредени проблеми. Имате локална власт која е многу помокна од централната власт, имате влени, односно вреди коалицијата која е тотално нефункционална, имате председател на државата која е само прашање на време која ќе стане нова Даниела Арсовска и во таква една конфигурација. И го имате Никола Груевски, Сашо Мелков се разбира, кој не се во директна конфронтација со Мицкоски, тие го носат начело на ВМРО ДПМН, но тоа секогаш може да букне. Тоа секогаш може да пламне. Во една таква констелација на односи, Кочина му се враќа сега на Христан Мицкоски. Колку и да сакаше, гледате, го снема. Замина тамо во Арапските Емирати само да не дава изјави за Кочани и му се враќа сега со Александар Нацев Кочани. Александар Нацев ви е клучен или еден од неколкуте клучни играчи во безбедносното или парабезбедносното милје, поврзано со Белата палата или со ВМРО ДПМН. Ако се сеќавате на афера, тоа е некаде почетокот на власта на СДСМ, шефот на војното разузнавање, наводни врски со Србија, наводни врски со Белград, наводно имал брат кој е дел на безбедносните структури во соседна Србија. Тоа после беше демантирано, одредени колеги беа заглавени, па дури им се заканува одредени судски процеси, тужби, издавање на државна класифицирана тајна и така натаму и така натаму. Се покаже дека не е точно. Александар Нацев беше еден од бриферите кои стоја зад таа афера. Значи тоа е некаде 2018-2019 година. Тоа е клучниот период кој ВМРО ДПМН почнува после оној дебакал на локалните избори полека да се враќа. Да се враќа со истиот модел на спинување, истиот модел на правење на одреден бучкуруш на медиумската сцена. Вие да немате тотално чувство, да не можете јасно да нијансирате што е вистина, што е лага и врз база на тие процеси тие подоцна дојде на власт. И сега ако имат ваков кредит со Велика Британија, од кој 5 или 6 години имат направено таков бучкуруш на медиумската сцена, на социјалните мрежи, сега не можат ни да се пофалат со кредитот од Велика Британија, бидејќи создадо еден таков Франкенштајн и тој Франкенштајн сега чекор по чекор, крачка по крачка, залак по залак, што би рекол Никола Клюсев, ќе ги грицка и ќе ги јади самите структури од ВМРО ДПМН. Ева вака изгледа Александар Нацев. Александар Нацев или тајниот сопствовник на агенцијата Рубикон. Кога ќе погледнете неговото CV, тоа е навистина едно CV кое заслужува секаков еден респект. Од 2006 од 2015 година советник во дирекцијата за безбедност за класифицирани информации, па трет секретар во мисијата на Република Македонија на НАТО или при НАТО во Брисел, тоа е 2013, значи неколку месеци, па директор на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, па професор на факултетот за детективски криминалистички науки на Европскиот универзитет, па извршен директор на МВО Центарот за безбедност и истражување, па декан на факултетот и така натаму и така натаму. И ја формира оваа агенција или еден од тајните основачи на таа агенција Рубикон. И повторно бе клучна 2021 година. Значи таа 2021 година Христан Мицкоски мора да победи на локалните избори во Република Македонија, мора да покажи, знаете, колку да е фингиран, колку да е точен, колку да е вистин или невистин тој конфликт со Сашо Мјалков, во својата партија за Мицкоски да може да се воздигне, да биде прифатен како лидер. Знаете, вие не може да бидете прифатени како лидер, тоа е проблем на Венко Филипче, тоа проблем беше на Димитар Ковачевски. Ако сегашниот или тазе лидерот или актуелниот лидер не влезе во конфликт со претходниот лидер. Тоа во ВМРО ДПМН го научија. Имаше таков конфликт на Никола Груевски со Лјупчо Ѓорѓиевски и во тој конфликт и во тој процес кога се раздвојуваат Никола Груевски и Лјупчо Ѓорѓиевски, кај Лјупчо Ѓорѓиевски останува целиот криминал, а Никола Груевски нели е тазе, нов, што се вели измиен, исчистен од криминалот. Сега испеја дека не било тоа така.
Во конфликтот помеѓу Мицковски и помеѓу Никола Груевски, фингиран или помеѓу Мицковски и Сашо Мелков, без разлика што тие го донесо на чело на ВМРО-ДПМН, Мицковски требаше да биде новиот, требаше да биде и шестениот. Никола Груевски не прифати целиот во наводници пепел, целиот катран, целата таа прљавштина од ВМРО-ДПМН да му биде залепена, бидејќи тој очигледно, за разлика од Лупчо Ѓорѓевски, не се задоволува само со бизниси, туку има и одредени политички амбиции. Дали ќе ги реализира, кога ќе ги реализира, ќе покаже времето. Значи, таа 2021 година, кога Сашо Мелков само што не влегол во Белата палата, мери од Конгрес, свети мери од Конгрес, Мицковски мора да ги плаши своите структури или своите најблиски соработници, дека само прашање на време и на техника кога Сашо Мелков на Белком ќе влезе во Белата палата. Тогаш тој почнува, како што се шпекулира, тој тогаш почнува да ги убедува да направат одредени агенции за обезбедување. Една од тие агенции не мора да е формирана 2021 година. Една од тие агенции е ова агенција Рубикон, за која стои Александар Нацев. Оливер Спасовски, како тогашен министар за внатрешни работи, дозволува да бидат регистрирани тие агенции. Не велам дека Министерството за внатрешни работи може нешто да спречи. Си постои таму и посебна агенција, асоциација за давање лиценци и така натаму, но не направи ништо тоа да биде спречено. Значи дозволува, дава зелено светло. Што прави Панча Тошковски кому се случува Кочани? Па им ги одзима лиценците на овие агенции за обезбедување. Така што во еден таков конфликт, кој вие ги натерувате овие луѓе и тие луѓе ги формираат агенциите, да ја бранат Белата палата, да го бранат Христијан Мицковски. Тука се вработуваат сите поранешни припадници на Министерството за внатрешни работи кои останале без леп или останале на улици. Кога вие добивате локалната власт, вие мора да им возвратите, мора да им обезбедите одредена екзистенција. Како им обезбедат одредена екзистенција? Така што им дават училишта, така што им дават одредени дискотеки, така што им дават одредени нокни клубови. Кога тоа ќе го направите за да може да преживеете, на крај тоа како бумеранг ви се враќа. Тоа се случи во Кочани. Гледате, бегајки од Кочани, тие на крај самите ќе се разголат. Сите тие валкани работи, поврзани со Кочани, поврзани со тие 60 жртви во дискотеката Пул, сега ќе им се враќаат. Сега ќе треба да се оправдуваат. Сега ќе треба да дават објаснувања. Знаете што е проблем кога вие давате објаснување, без разлика дали сте во право или не сте во право. Секое објаснување кое е подолго од една или две или три реченици, тоа кај пошироката јавност се доживува како извинување, како вртење, како бегање од одредена вистина. Ако вие не можете да излезете да речете јас сум невин, не сум учествувал, се што е подолго од тие две реченици, тоа предизвикува сомнеж. А сомнежот е првиот чекор вие да почнете да ја губите довербата во јавност. Видите, ВМРО-ДПМН е многу комплексна партија, многу покомплексна партија за објаснување од СДСМ. Александар Нацев е од Пробиштип. Од Пробиштип е Емил Димитриев. Кога Никола Груевски победува тесно, што се вели пирова победа на изборите на 11 декември 2016 година, два пратеника повеќе од СДСМ, но не може да формира влада и тоа ескалира, експлодира со тие немили настани 27 април 2017 година или црниот четврток во македонскиот парламент. Има две можности, или се врта две имења и ќе се обидеме со едно од тие две имења да направиме интервју во наредните неколку недели. Тоа име нема да го кажеме, а второто име е на Емил Димитриев. Емил Димитриев беше технички премиер кој го наследи Никола Груевски. Во мандат на Никола Груевски тој беше генерален секретар и кога сите очекува Никола Тодоров или не знам Никола Поповски да бидат замена на Никола Груевски на чело на македонската влада после Пржино 1, Пржино 2, негов наследник или негова замена беше Емил Димитриев. Емил Димитриев исто така од Пробиштип. Гледате, таа линија на Пробиштип е многу мокна и многу силна во ВМРО-ДПМН, таа некаде 2015, 2016, 2017, 2018. Александар Нацев е дел на таа линија од Пробиштип, која е клучна во таа структура на ВМРО-ДПМН. Кога го анализираме моделот на приведување на Александар Нацев, тогаш има две можности. Мицковски да знаел или Мицковски да не знаел. Ако Мицковски знаел и дал зелено светло да приде приведен Александар Нацев, тоа значи дека догорело до ноктите на Христијан Мицковски. Тоа значи дека е притисокот стравичен не внатре во Република Македонија, туку од одредени структури надвор од Република Македонија, не велам Будимпешта, одредени структури Европска унија, НАТО, кои имаат одредени информации. Тие информации веројатно го принуделе Мицковски да мора да реагира, да даде зелено светло, да климни со глава за приведување на Александар Нацев.
но тоа ме руши целата таа структура внатре во ВМРО-ДПМН. Бидејќи почетокот на крај на Никола Груевски, почетокот на крај на Александар Вучич, почетокот на крај на Реджеп Тајип Ердоган, на тој тип на лидери, кои ќе почнат да жртвуваат дел од своите структури. Бидејќи секое жртвување вас ви прави проблем. Тој проблем како одредена топка со снег, која ќе се пушти по долница, може да ви предизвика со тек на време и одредена лавина. Значи така да Мицковски или знаел и морал да даде зелено светло за приведување на Александар Нацев, бидејќи информациите со кои располагат одредени структури внатре и надвор од Република Македонија се многу помокни, се многу поголеми, се многу посилни од тоа што ние можеме да претпоставиме, и принуден е Мицковски да даде зелено светло за приведување на Александар Нацев или тајниот собственик на таа агенција за обезбедување Рубикон, или Мицковски не знаел и не дал зелено светло. И тука вие не знаете што е полошо. Климнал со дал зелено светло или не знаел и не дал зелено светло, исто како што беше приведувањето на членот на неговото обезбедување со потекло од Велес, одредена средба нели на маргините на Велес во некој хотел, плаќање на одредени информации, така натаму и така натаму. Се заташка таа средба, но тоа знаете останува не во подсвеста на електоратот и на гласачите, туку во подсвеста на opinion makerите, на тие што носат одлука. Тие постојано кога тогаш кога нема да сакате, ќе изват од подсвеста таа информација, ќе ве соочат дали на некој интервју, дали на некое прашање, дали при гласање на одредени избори во Република Македонија, дали при некакви средби во Брисел, во Вашингтон и така натаму и така натаму. Знаете, тоа е систем на врзани садови. Така што, ако Мицковски не знаел, не дал зелено светло, тоа е многу потешка ситуација од тоа да знаел и морал да даде зелено светло, бидејќи тоа значи дека процесите се одвиваат без контрола на премиерот. Тоа е придобивката или една од придобивките која е Македонија земја членка на НАТО, без разлика колку сме во некоја рудиментирана форма на демократија, колку сме нефункционални, колку сме институционални некапацитетни, во одредена ситуација кога сте земја членка на НАТО, постојат други механизми. Знаете, клучно ќе биде каква ќе биде разврската по добивање на овој кредит од Велика Британија, дали Мисаиловски ќе остане да биде министар за одбрана или нема да биде министар за одбрана, бидејќи знаете, освен министерот за транспорт и врски кој во името на владата го потпишува тој британски кредит, не британски инвестиции, туку британски кредит, ќе биде клучно кој ќе ги троши тие пари. Министерот за здравство Таравари беше заменет со друг албанец начелно на тој ресор, што ќе рече дека Мицковски сега нема капацитет да бара нешто дополнително, нешто како товар на плеките на грбот на Влен или на Вреди, што ќе рече дека тоа е како некоја куќа која градите не на столбови од бетон, туку на столбови од кремвишли. И ако сега имате и министар за одбрана кој нема да биде капацитетен да спроведе еден таков кредит, британците тоа нема да го дозволат. Така што ќе биде клучно да видите што ќе се случува во Министерството за одбрана во наредните неколку месеци, кога ќе почне да стане оперативен британскиот кредит. Но сума сумарум, Мицковски или дал зелено светло, што е многу лоша ситуација, или без да даде зелено светло, му се случуваат вакви процеси што е катастрофална ситуација за него. Имате сега и плюс уште една ситуација. Дали јавниот обвинител Коцевски знаел или не знаел за ова што се случува со тајниот собственик на агенцијата Рубикон, Александар Нацев. Ако Коцевски знаел и го репризира сценариото што беше сочинот на обезбедувањето на Христијан Мицковски од Велес, тоа значи дека тој пак помеѓу Мицковски и Коцевски не е како Библија бетониран, туку е подложен одредени промени, одредени варијации. И тука, знаете, е игра на мок, игра на влијање, во еден момент вие ќе добиете, во еден момент ќе изгубите и тоа постојано нели ферментира, постојано се конфронтира. Ќе видиме кој ќе биде избран како представник на Македонија во судот во Страсбург, мандат од 7 или 9 години, огромна плата. Ленче Ристевска е една од кандидатите. Ако Ленче Ристевска замени во Страсбург, тогаш Коцевски ќе биде сигурен на позицијата јавен обвинител на Република Македонија, или ќе биде многу посигурен ако се замени Ленче Ристевска, кој во моментот е советник на Лјупчо Коцевски. Тетовската врска се доминантни или клучни во обвинителството во Република Македонија. Значи Коцевски или знаел, игра одредена игра, се конфронтира со Христијан Мицковски, ферментира тој процес, имате давање, зимање, игра на влијање или игра на одредена мок. И второ е Коцевски да не знаел и да се спроведат одредени процеси, дали од некои обвинители кои се лојални на професијата, дали некои обвинители кои се лојални на опозицијата, на ДОИ. СДСМ е тука еден минорен фактор, никој нема влијание од СДСМ веќе во судските обвинителските структури, можеби да има ДОИ. Не велам дека тоа е случај сега, но можеби да има ДОИ. Така што да ја
анализираме и втората опција, Коцевски да немал дадено зелено светло или јавниот обвинител да не го води тој процес. Тоа значи дека одредени обвинителски структури паралелно со Коцевски или надвор од контролата на Коцевски ги водат одредени процеси во обвинителството. И Александар Нацев е дел на тие процеси. Што тоа значи? Дека може да има заштитен сведок, а заштитен сведок да биде некој од обвинетите кои продеден или пред 2 месеци биле испратени на топол оброк 3 пати на ден. И кога се вратите назад, клучно после настаните во Кочани повеќе од 60 жртви, беа протестите кои беа под контрола на власта, каде што се бараше ослободување на недолжното обезбедување на дискотеката во Кочани. Што ако некој од сопствениците јавни или некој кој се дел на тоа обезбедување пропееле и станале заштитен сведок на обвинителството? Тоа значи дека тие веќе ги кажале сите информации. Пропеале. Во оној момент кога тие ќе пропеат, кога тие ќе кажат одредени информации, тогаш процесот излего надвор од контрола. Не е под контрола ни на Панче Тошковски, не е под контрола ни на Христијан Мицковски, не е под контрола ни на Љупчо Коцевски. Кога вие немате контрола на процес за партија од авторитарен тип како ВМРО-ДПМН, тоа е растур систем. Во моментов, ако нема контрола на тој процес, ако има заштитен сведок, ако се неуспешни протестите да бидат ослободени овие кои недолжни, или па дури инфлуенсерките ги впрегнаа во тој процес, да кажува дека тие се недолжни деца, дека тие работат за да прехранат фамилија, да заработат корка лепче, им дават само 1000 денари, седат на врата, а всушност на вратата се прават главните работи. Знаете, вие не плаќате лиценца, вие не ги давате тие 6-7 евра кои треба да ги платите за да добиете одреден лиценца, ги давате на тие кои обезбедуваат дискотеката. Тие што обезбедуваат дискотеката, таму се клучни 2 процеси. Тој што обезбедува вратата и тој што го обезбедува шанко. Тој што го обезбедува шанко ти дава пјачката, тој што обезбедува вратата го дава белото. Ако тој што обезбедува вратата, односно го дава белото, е заштитен сведок и пропее, тогаш е многу сериозна работата. Затоа сега внимателно следите што ќе пишат на социјалните мрежи. Овие ботови блиски на Белата палата или под контрола на Белата палата, кои велат дека после Гоце Делчев Христијан Мицковски е најголемата рожба, чедо на македонската историја, на македонскиот национализам, и втора една структура која е под контрола на Завиша филм групацијата, која не го добила тоа што тие сметат дека го заслужиле со впрегнувањето во победата на ВМРО-ДПМН. Така што тие ќе бидат лакмус да видиме во кој правец ќе се движат разврските. Дали некој имал контрола на процесот или некој немал контрола на процесот. Ако имале контрола на процесот, тогаш тие ќе можат да со целата своја тешка артилерија го бранат процесот. Ако немаат контрола, глед 1 или 2 дена те не знаат што да кажат. Не знаат што да направат, што рече дека тамо не е до крај чиста ситуацијата, можеби да се спроведат одредени процеси надвор од нивна контрола. И ајде сега да направиме одредена политичка анализа. 3 играчеви се клучни во ова кое сега се случува. Едниот се обиде и успешно ја ескивираше целата драмалетка поврзана со Кочани, тоа е Александар Николовски. Александар Николовски кој го турка, нели, ако се кате пред 1 година или нешто помалку од 1 година, него упорно го турка да биде нов министар за внатрешни работи. Па тој сакаше да биде министар за надворешни работи, па не му дозволија или имаше некоја друга конфигурација на односи, беше или стана министар за транспорт и врски и вице-премиер. Значи втор човек и во структурите на ВМРО-ДПМН, втор човек и во структурите на владата на Република Македонија. Прокурист на Виктор Орбан и што е многу поважно, прокурист на Никола Груевски. Го имате Панче Тошковски, кој како патобран, како отпадобран фрлен, пуштен, инсталиран, станува министар во техничката влада или во пржинската, третата, четврта пржинска влада, која беше формирана на почетокот на минатата година и продолжува да има континуитет како министар за внатрешни работи. Многумина го има веќе прежалено неколку пати Панче Тошковски, но има одредени информации дека Панче Тошковски можеби себе си се гледа или некој го гледат како наследник или потенцијална замена за Христијан Мицковски. Кога имате Христијан Мицковски. Во тој триаголник вие треба сега да барате дали е можен политички конфликт. Панче Тошковски и Христијан Мицковски секогаш беа опозит или опозитно настроени на Александар Николовски. Но што ќе се случи ако Александар Николовски во овој изминат период ги има затоплено односите со Панче Тошковски? Дали е возможно тоа затоплување? Тука секогаш гледате го поранешниот министар за транспорт и врски Миле Митекна Јанакиевски, бидејќи Панче Тошковски е дел на структурата на Миле Јанакиевски, Игор Јанушев, неговиот кум Панче Тошковски, така натаму и така натаму. Александар Николовски и кога беше во немилост Миле Јанакиевски ги одржуваше врските
со Милијан Акиевски. И го имате Зоран Ставревски. Гледате, Зоран Ставревски, кој беше потенцијален наследник на Бежовска на функцијата гувернер на Народна банка, не влегува во одредена игра, но што е клучно, тој не заминува со Александар Николовски на тие финални преговори со Велика Британија или со владата на Велика Британија во Лондон. Таму оди Владимир Пешевски, другиот вице-премиер во владата на Никола Груевски, но го нема Зоран Ставревски. На некој начин спектакуларно, мистично Зоран Ставревски излегува надвор од игра, влегува Трајко Славски, тоа сепак ќе анализираме наредниот или некој од понаредните вторници, и останува на суво Кум Ставре или Зоран Ставревски. Тоа покажува дека постои одреден процес на ферментирање внатре во ВМРО ДПМН. Тој процес на ферментирање кај што ќе ви се вклучи Сашо Мелков, кај што ќе ви се вклучи Никола Груевски. Велика Британија, бидејќи сега во ова тера инкогнита, каде што е Македонија земја членка на НАТО, но нема абер да почне преговори со Европската унија, се инсталира Велика Британија, се инсталира во Белград, се инсталира во Скопје. Гледате, вие може да правите каква сакате пруга од Будимпешта до Атина, но ако некој има контрола на овие 150 километри од Табановце до Гевгелија, џабе ви е била каква кинеска, руска и била каква друга пруга, ако Велика Британија тука го стави своето знаменце. Тоа го правеше 48-49 година граѓанска војна во Грција. Така падна Никола Груевски без да праша, дозволи и пруга нафтоводи и гасови да поминат низ македонска територија, ја научија лекцијата или излеко поуки од грешките кои ги има направено. И Александар Николовски склучува договор со Велика Британија. За разлика од Мицковски, кој правеше шатал дипломатија со Вашингтон, на крај Крис Павловски им ја растури таа шатал дипломатија како кула од карти, Александар Николовски правеше за сцената договори со Велика Британија. Клучни се, внимавајте, клучни се тие договори со Велика Британија. И тоа ќе видите во наредните неколку месеци, разврските на политичката сцена ќе зависат од тоа. Што ќе се случи ако во тој триаголник Александар Николовски, Панчо Тошковски, Христан Мицковски, Панчо Тошковски сега веќе не се како палец и показалец, туку почнува да игра или да рти сомножа дека Александар Николовски може да има добри односи со Панчо Тошковски. И гледате во каква конфигурација ви се случува внатре коалициона разврска во владата на Република Македонија. Влен или вреди, сега е во ролјата или во логата во кој беше СДСМ во владата со Дуи или со Али Ахмети. Некапацитетен, никакво влијание. Ако било каков притисок се стави на плеките на Влен или на вреди, на Изет Меджити, тоа ќе се растури како сапуни, како меур од сапуница, како кула од карти. Ке мора како Џоабе Бенце, што би рекол Тацко Конопишки, да ги држа, да ги негува, да ги креира, да ги растат на некаков начин, да не се растурат како кула од карти. Ако тие бидат потопени на локалните избори, тоа што ќе значи влез на Дуј, не на мала врата, на голема врата во влада на Република Македонија. Значи имате структура на Влен или на вреди, која е некапацитетна, која сега во некоја роља, дури уште полоша роља од тоа што беше СДСМ на председателските на парламентарните избори или во тие 2 години кога Димитар Ковачевски начело на владата или начело на СДСМ, кога Артан Груби, екипата на Дуи си игра фудбал или баскет, односно кошарка во кабинетот на Артан Груби, е сега во нека слична роља се наоѓа Влен или вреди. Не сме Мицковски на јајца гази кога станува збор за Изет Меджити, за Влен или за вреди. Имате Даниела Арсовска. Гледате, Даниела Арсовска не го напаѓа Трајко Славски, не вели дека е незаслужено избран Трајко Славски да биде нов гувернер на Народна банка на Република Македонија. Не пука по министерот за транспорт и врски, бидејќи ако збориме за дупови, гупови, мупови и така натаму, тогаш многу е поголемо влијањето на министерот за транспорт и врски Александар Николовски во споредба со Христан Мицковски. Директно пука на Висарганију и на Изет Меджити. Влен или вреди. Поминав пред 2 дена низ Чаир, ме интересираше како изгледа општина Чаир, не су бил 4 или 5 години, да видам што е направено, бидејќи таму ќе биде поприште, што би рекле србите, местото кај што биде главната битка на локалните избори. Тоа е, видите, Сабра или Шатил. Значи таму нема контрола никој. Таму можете да правите што сакате, може да обвинувате кога сакате, и Чаир е точно избран да се врши драматичен притисок врз Влен или врз вреди. Тие не може да го издржат тој притисок. Со помош на гласовите на ВМРО ДПМН, може би не толку во Гостивар и во Струга, може би повеќе во Тетово и деловно во Чаир, бидејќи Чаир е еден од бастионите на ВМРО ДПМН, тие да излечат некакво нерешено со Дуи. Па дури некој тесен пораз во таа лидерска конфронтација, односно конфронтација на локалните избори со Дуи, меѓутоа Влен или вреди е најслабата карика во тој политички мозаик кој се случува. Не може Мицковски да распиши предвремени избори, бидејќи на предвремени избори ќе направи џан да разбира Али Ахмети
и Дуи и ќе се вратат на власт во Република Македонија, враќање на Али Ахмети и на Дуи во власта или во влада со Христо Мицкоски, значи драматичен почеток на крај на политичката кариера на Христо Мицкоски, кој не само што не ослободи Македонија од окупацијата на Дуи и на Али Ахмети, туку го враќа окупаторот Дуи и Али Ахмети во власта или во заедничка владина коалиција. И гледате, Александар Николовски влакно не му фали. Сите се засегнати во овие политички калкулации. Тој ја прави владата 2021 година, па сетете се на интервјуата на Кастер Стреджепи во емисијата во Центар, дека во општина Чаир Александар Николовски дошол, им понудил да потпише, да направи така натаму, и за влакно не беше формирана таа влада. Не беше формирана бидејќи Мицкоски ќе доеше на власт на неподготвена ситуација, на ненадено зелено светло љамин од Будимпешта, и сега имате ова политичка разврска во Република Македонија. Влен или вреди, кој е олово околу ногата на Христо Мицкоски. Не дека тие му зимат гласови, напротив, тие му прават сериозен проблем. Ако влен или вреди не успеа да ги крени, а нема шанса тоа да го направи, тогаш јак не Али Ахмети. Јак Али Ахмети Мицкоски го нема капацитетот на Никола Груевски, а го нема ни Сашо Мјалков да може преку Муса Џафери да ги контролира тие процеси. Влегување на мала врата, а таа мала врата со тек на време ќе стане огромна шибер врата на Али Ахмети во власта на ВМРО ДПМН, тоа ќе значи почеток на крајот на Христо Мицкоски. И ајде да завршиме или да завршиме вечерашна вонредна политичка анализа со една домашна задача. Направите проценка Мицкоски, Панче Тошковски, Александар Николовски, Гордана Селјановска, кои имат најдобри односи со клучните политички, финансиски или надворешно политички структури, кои имат битно влијание на разврските во Република Македонија. Со Никола Груевски, со структурите на Никола Груевски надвор од Република Македонија. Гледате, Мицкоски воопшто нема добра комуникација со Енес Јанша. Победот на изборите, Јанша ниту дошол во Република Македонија, ниту се сретнале ке Орбан. Гледате како да не постои Енес Јанша кој има многу чисти позиции во однос на војната во Украина, како да не постои. Гледате, Никола Груевски, Енес Јанша и Виктор Орбан, тоа беше тројката која ги определуваше политичките разврски тука во Република Македонија. Non-пейперот на Јанша, кој значеше враќање, нели, една од точките на non-пейперот на Јанша беше враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. Денес никој не говори за non-пейперот на Јанша, никој не говори за Јанша, како Јанша да не постои, како да не е сестринска неговата партија со партијата ВМРО ДПМН, како тамо да нема унгарско влијание во медиумите како што има тука во Република Македонија. Односите со Гордана Селјановска, гледате, таму имате една удбашка структура која ќе анализираме во наредниот период, и таа удбашка структура на неколку пати избегнува конфликт со Христо Мицкоски, но прашање на време на техника кога ќе се случи таа конфронтација. Кога Гордана Селјановска ќе биде новата Даниела Арсовска. Што правиме со Даниела Арсовска? Таа има конфронтација со Мицкоски, но нема со ниту еден друг од структурите на ВМРО ДПМН. Го имате Мицкоски, кој многу повеќе професорки се интересира за надворешно политичката ситуација во светот. Гледате, тој ќе го спасува, ќе го решава светот, а не може да реши Република Македонија. Панче Тошковски, гледате, Панче Тошковски по мене е најчиста структура. Тој има желба нешто да направи, нема капацитет, нема мрежа да може тоа да го реализира или тоа да го направи. Се повеќе ќе биде товар за Христо Мицкоски, знаете кога ќе полека станувате товар за некого или не сте сигурни што тој може да направи, вие ќе барате друг сојузник, друг партнер, Александар Николовски, кој никој не го чепка, ни Кочани, ни Свети Кочани, воопшто никој. Излезе не на пресконференција, рече дека ќе прави одредена ревизија на сите градежни планови, на сите градежни објекти од таков некаков формат. Се излече, се измолка, гледате, интелигентно излезе од целиот тој процес, направи договор со британците. Во таа структура на тие 5-6 имиња, плюс Груевски, плюс Сашо Мјалков, кој со кого има најголем коалиционен капацитет? Тој што има најголем коалиционен капацитет ќе биде клучен во разврските во структурите на власт и структурите на ВМРО ДПМН. Беше нашата вечерашна вонредна политичка анализа. Ново дружење не дала 22 часот интервју, мислам дека ќе има одличен интервју. Ново дружење со вас вторник 22 часот и 30 минути, од денеделя и вторник. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.